Добар ден! Најпрвин сакам да ги поздравам учениците од средните училишта во Република Северна Македонија, пред се учениците од 4-та година кои застанаат за нашите барања. Поздрав до професорите, поздрав до вас новинарите, како и до сите гледачи кои не гледаат. Јас сум Георги Сивевски, председател на средношколската заедница во ОСУ Ацо Руско Скиберово. И на почетокот на оваа пресконференција сакам да кажем дека одлуката за бојкот на наставата на учениците од 4-та година не е одлука на поединец по успех или по титула, туку е донесена врз база на претходно остварени контакти од страна на наши представници во училиштето со представници од други училишта кои се поддржани од учениците. Блокирањето на наставата е врз база на претходно донесени заеднички насоки за постапување на дето, за кои детално ќе бидат запознаени од страна на представникот на нашето училиште и ќе ви биде одговорено на сите ваши прашања кои се поврзани со бојкотот на наставата. Да се заблагодарам и на нашите соученици кои со нивното присуство ја даваат нивната поддршка. Ако ми дозволите, сакам да дадам збор на представникот од нашето училиште Марија Геговска за да се произнесе. Благодарам, Ѓорги. Како прво сакам да се представам. Јас сум Марија Геговска, ученик во 4-та година во Ацо Руско Скиберово. Почитувани медиуми, слушатели, соученици, матуранти и драги професори. Ви благодариме на вниманието и времето кое го издвоивте за да го чуете нашиот глас. Пред се би го изразиле нашето чувство на гнев кое беше поттикнато од правење промени во образовниот систем за кои сметаме дека моментално не би требале да бидат ставени пред нашето барање. Во моментов мислиме дека нашето барање треба да се земе во прв план. Откако не добивме никаков одговор на барањето, целосно да се укине матурата, направивме компромис и мислиме дека најлогично и најсолидарно решение би било да се усогласиме со скратена верзија на матурата, под која се подразбира полагање на два предмети, од кои првиот е мајчин јазик, а вториот изборен, исто така да остане опцијата за проектна задача. Очекуваме разбирање и брз одговор од страна на МОН. Во спротивно продолжуваме со бојкотот кој би поминал во масовни протести. Благодарам на разбирањето. Планот за образование. Измена на законот за државна матура со што матурата не би била задолжителна за сите, односно би ја полагале оние кои би изразиле желба за тоа. Кратење на содржината на матурата во најбрзиот можен рок. Ова кратење предлагаме да биде на неколку начини. Првиот начин е да се скрати бројот на предмети кои треба да се полагаат, односно да се полагаат само два предмети, од кои првиот би бил мајчин јазик, а другиот во зависност од одлуката на матурантот. Додека според вториот начин бројот на предмети да остане непроменет, но најдоцна до средината на јануари целата содржина да биде скратена. И во двата предлози настојуваме прашањата кои ќе ги содржи државната матура да бидат најдоцна до февруари објавени. Исто така во однос на кратењето на програмата да бидат вклучени професори во зависност од предметите, кои се најкомпетентни во областа на предметот. Подобрување на образовниот процес. Во однос на овој предлог настојуваме да се создаде пред се платформа преку која би имало директна комуникација на сите засегнати лица од областа на образованието, односно професори, наставници, средношколци и основци, со Министерството за образование. Прилагодување на програмите по претходна консултација со професорите, односно наставниците. Обуки за сите професори и наставници, со што начинот на предавање на наставниот материјал би се применил од корен, така што на часовите би се овозможила дискусија околу одредена тема која според програмата е наред за предавање.